50.000 луѓе од почетокот на пандемијата досега останале без работа. Според Агенцијата за вработување, бројот на невработени во земјава се искачил на 150.000. Бројот на фирми пак кои пропаднале во првите 6 месеци од годинава се искачи на 5.000. Централниот регистар само лани избришал 6.214 компании, од регистрирани 7.077 фирми. Дека овие загрижувачки бројки се поразителни, постојано предупредуваше стопанството, кое бараше повеќе државни пари за спас на компаниите. Угостителите, трговците, туристичките работници, облажувалниците со денови книжат загуби и вооче бараат од владата да попушти околу засегнатите рестрикции. Владините ковид мерки кои веќе се 2 недели на сила им создаваат дополнителни главоболки во работењето на еден куп дејности. Од владата немаат конкретно решение за непогодените сектори кои со недели молат за помош. Велат дека ситуацијата ја следеле без да кажат дали и кога ќе им излезат во пресрет и апелира на имунизација. Со цел враќање во нормала, ние повикуваме граѓаните да се вакцинираат за што побрзо да се постигне колективен имунитет. Тоа е единствениот начин како и економијата ќе се стабилизира и расте. Владата од самиот почеток на пандемијата носи навремени и соодветни економски пакети за помош и докажа дека е партнер на граѓаните и стопанството. Граѓаните велат дека во угостителските објекти, но и во трговските центри мора да се почитуваат мерките за заштита, но и дека треба да им се помогне на најпогодените сектори за да го пребродат лошиот ковид период. Треба организација подобра. Не само лабави мерки, но има тука протоколи што треба да мисли државата за народот. И угостителиве се жалат сега исто. Па ќе се жалат секако. Сигурно дека постои некој начин, некои мерки да се превземат, да не биде толку драстично, не знам. Пошто трпат загуби сите генерално. Да, така е. Заради тоа. Летово искористија, што искористија. Стварно си има многу болни, баш можда и од тие причини. Грео да си овие што се више кафански луѓе, ма разбираш, немаш ли тагач крап. Грео да се сагат и они да седнат, тој ми е како природен хабитат, ме разбираш. Мислам дека треба влез само со вакцина или па евентуално со негативен ПСР тест. Мислам дека не треба да се олабават мерките. Паралелно, Комисијата за заразни болести треба да ја анализира состојбата, па што ќе ги каже и предлозите. Во меѓувреме, угостителите, туристичките работници, менаџерите на трговските центри, вработените во облажувалниците, сите заедно пред камерата на Алфа се пожалие дека прометот им бил опаднат за 50 до 70%. Сите тврдат дека биле оставени на цедило. Велат ако не добијат владина помош, ќе бидат принудени да им поделат откази на десетици илјади вработени. Инаку неофицијално угостителите добили уверување дека во текот на оваа недела можно би било олабавување на мерките.